Дарко Гелев Брейк, име кое се поврзува со песни која разгалија македонската публика и прераснаа во вистински евергрини. Сопственикот на безвременските, за нас во бестрага сети се, денес е бизнисмен и посветен татко, кој за себе ќе каже дека никогаш не заминал од музичката сцена. Ова не може да го кажеме кога се медиумите во прашање, па по пауза од неколку години, Брейк застана пред камерата на Ексклузив. Седнавме на кафе Муабет во неговата канцеларија во Метрополис радио мрежа, каде разговаравме за животот, бизнисот, но и музичките планови. Дарко Гелев, или попознат како Брейк за македонската јавност. Доста долго те нема, па чести задоволство е да те имам како гостин во Ексклузив. Кажи ми, колку време немаш дадено телевизиско интервју? Не се сеќавам, многу долго. Повеќе од една деценија. Не претерувај, не. Нешто помалку од пола деценија. Па добро, и тоа е доволно за да имаме ексклузива за Ексклузив. Кажи ми, како се чувствуваш денеска? Добро ли е? Расположен ли си? Супер, најрасположен. Еве тука сте во работен амбиент, па и секојдневен. Гледате колку шлакно после, ќе фати камера после. Убаво расположение. Како собственик на медиум, некако имаш абстиненција од медиуми. Зошто? Како собственик на медиум, не ме вреќа медиуми, неколку. Види, абстинирам, бидејќи верувам искрено дека за да кажеш нешто, да излезеш на интервју, мора да имаш нешто ново. И не сум толку сигурен дека сакаат луѓе во секојаш да слушнат што имам да кажам јас токму. Покрај сите овие чорби од држава што се случуваат на политички план, така да. Каде прекарат Брейк? До последно прашање. Нема да ми одговориш? Зошто? Па од многу мал, така, многу мал. 7-8 години, цел мој живот. Се вртам и на Дарко. Тоа сакав да некој стоко ме. се вртиш ли на стоко? Знам да се завртам на стоко. И секојаш се надам кога се завртам по некој друг дека викаат, не по мене. Колку често викаат по тебе? Викаат. Да. Зошто Брейк реши да се повлече од музичката сцена? Не се повлеков, ја никогаш не сум се ни повлекол, но никогаш не сум се дал онака како што другите колеги мои, да речем, работат со музиката. Затоа што немам доволно време, немам доволно инспирација за да влезеш во... Имам едно туце текстови мои кои, ете така, кога ќе седнеме некогаш со композиторите, кога ќе одберат некој добро парче, кога да тирам текстот на тоа и си бара време, си бара посветеност, бара да се промовира сето тоа, да се зборува околу тоа, бара вакви интервјуа, не секогаш имам време. За жал тоа кај други колеги ваши излегува дека е арогантно и неубаво и не сакам така да делувам. Така да, кога имам време и желба и љубов, тоа ќе правам нешто што треба да направам на музички план. Каква музика слуша Брейк приватно? Секакво, освен, дури не лажам, и тие турбо фолклорите зависи од амбиентот, секаква музика. Музиката е најубавото нешто што постои во човештвото, така да... Ко слушаш македонска музика тогаш да те прашам? Слушам. Често пати знам да се јавам негде во моје радио и ми кажам направите ми нека добра компилација македонска за во кола да слушам, така на само дома. Слушам. Дали Брейк има слободно време и што сака да прави кога е надвор од работни обврски од целиот овој бубањ на новото време? Имам се помалку слободно време. Слободното време гледам да го проведам со своите деца. Искрено си ги сакам и ми се интересни, едниот многу голем, другиот многу мал и таа комбинаторика е сладка. Многу малку слободно време. Така да, сега сум посветен на работата и се надевам дека сме доволно продуктивни како екипа. Што те прави среќен? Што ме прави, сега би кажал, мисовски мир на светот, ме прави многу среќен, но не знам, well-being на моето семејство, на моите деца, не знам, убавото време, сонцето ме прави среќен секогаш. Многу работа ме прави среќен. За сам крај да те прашам, бидејќи ми кажа дека не абстинираш од музиката, можеби ќе дојде нека убава песна која што ќе сакаш да ја оживееш. Имаме ли шанси да добиеме нешто ново на музички план од тебе? Да, Реки Митевски работи на музиката, Александар Митевски. И веќе пакувам едно текст, че е интересно. Многу нешта ми се случуваат во последен период од животов и позитивни и негативни секакви. И би ги преточил во некој така текст значаен. Благодарам многу. Благодарам. Јас сум Брейк, вие гледате Ексклузив на 1 ТВ.